Ова е документарен запис за исчезнатото и оттуѓено културно-историско богатство на Македонија, кој денес ги краси витрините на светските музејски центри. Ова е документарен филм за највредните галеничиња на Македонија, оттргнати од незините пазови. Ова е нивното досие. Ова е седмата емисија од нашата серија, за која веруваме дека нема да биде и последна, со оглед на тоа што останаа уште музеи и библиотеки во Европа, до кои нашата камера засега не можеше да допре. А ние и во оваа емисија се уште сме на територијата на поранешна источна Германија, поточно во источниот дел на Берлин. Нашите снимки низ градот и во археолошкиот музеј беа направени во предвечерието на уривањето на еден од поголемите човечки апсурди, измислени за понижување на човековиот род, Берлинскиот зид и обединувањето на двете Германии. Инаку и овој археолошки музеј во Берлин располага со огромен простор корисна изложбена површина. За време на Втората светска војна ја доживеа истата судбина како и етнолошкиот музеј во Лајпциг. Бил бомбардиран и речиси разурнат. Дел од тие урнатини останале до ден денес да сведочат за едни безумни времиња. За археолошката збирка во овој музеј, во светската литература, што им била достапна и на македонските стручњаци, односно археолози, се споменува дека некои наоди од село Дедели и село Марвинци крај Валандово, а кои потекнуваат од железното време, односно халштатскиот период, се донесени во Германија. Овие предмети, како што се наведува во овие извори, биле ископани од некој си германски офицер по име Драгендорф за време на Првата светска војна. Меѓутоа, мошне брзо, со препродавањето на овие предмети од една во друга колекција низ Германија и Европа, трагата им се е загубила. Денес се знае дека само дел од тие предмети се наоѓаат во археолошкиот музеј во Амстердам, што веќе ги прикажавме во една од нашите претходни емисии, а дел од нив се наоѓаат во овој музеј. Од македонската колекција во овој музеј, изложена во витрините на музеот, а опфатена и во каталогот на експонати издаден од овој музеј уште во 1917 година, стои дека овие предмети се по потекло од село Удово, Турција. Коментар не е потребен. Меѓутоа, наша должност беше да им обрнеме внимание на нашите домаќини дека овие податоци се погрешни.
Дали нашата интервенција ќе влезе како исправка во некој од наредните каталози на музеот, се уште немаме сознание. Останува да веруваме дека грешката коректно ќе биде исправена. Еве со нашата камера ги забележуваме тие експонати кои нашле речиси почесно место во витрините на музеот, а секако со оглед на нивната старост и вредност. Тоа се дел од рачка од копје, украсна игла со која се закитувале жените во тоа време, потоа неколку фибули, повторно како дел од женски накид, копчиња од ремен, пинцета и 2 ножа, од кои едниот е за бричење. Помошникот директор на музеот, археологот господја Ингрид Гриза, ни излезе во пресред да каже нешто за значењето и местото на овие македонски експонати во збирката на овој музеј. Wir freuen uns, ein Team des jugoslawischen Fernsehens bei uns in unserem Museum begrüßen zu dürfen. Unser Museum, das Museum für Ur- und Frühgeschichte, der Staatlichen Museen zu Berlin, ist eines unter vielen. Драго ни е што овде во нашиот музеј можеме да го поздравиме тимот на македонската телевизија. Нашиот музеј, музејот за предисторија, е дел од градскиот музеј на Берлин и еден од многуте што се наоѓа во берлинскиот комплекс музеи. Најзначајни музеи секако се Пергамон музејот, Староазискиот и Египетскиот музеј. Според своето значење, музејот за предисторија се наоѓа на 4-то место, но и покрај тоа поседуваме многу значајна збирка која опфаќа голем период од европската предисторија. Збирката содржи предмети од стариот палеолит, значи во периодот од 600.000 години пред новата ера до 6 и 7 век од новата ера. Die landschaftlichen Gebiete, aus denen die Funde stammen, reichen ebenfalls. Подрачјата од кои потекнуваат пронајдоците се распространети низ целиот свет. Така, на пример, имаме предмети од Африка, како и од Средна и Северна Европа, а и од Советскиот сојуз. Der Sowjetunion, da unter unseren großen Beständen, die wir natürlich nicht alle ausstellen können, sondern sehr häufig in den Magazinen unterbringen müssen, nimmt einen kleinen Raum, aber nicht unbedeutenden Raum, ein Fundkomplex ein, der aus Hudova in Makedonien. Голем број предмети се разбира не можеме да изложиме, туку најчесто ги складираме во магазини. Таквите предмети се малку, но не се беззначајни. Таков е случајот со предметите пронајдени во Удово, Македонија. Се работи за мал комплекс гробови, чии пронајдоци професор Хекедорф во 1917 година му ги подарил на Берлинскиот музеј. Било потребно мало ископување на предметите да излезат на површина. Пронајдени се многу целосно зачувани садови, а според времето на нивното настанување се смета дека му припаѓаат на стариот железен период на подрачјето на Македонија. Von denen die Kelten einen geringen Teil nur an Bedeutung gefunden haben, denn
Mora da se napomene дека во овој период на територијата на Македонија живееле различни племиња. Меѓу нив известно значење имале и келтите, бидејќи тие потекнуваат од Средна Европа. Тие биле многу експанзивни и меѓу другото навлегле и на подрачјето на Македонија. Таму се задржале некое време и поради тоа оставиле релативно малку пронаоѓалишта. Всушност, на целокупното подрачје на келтските пронаоѓалишта на територијата на Македонија се откриени најкомплексните, а меѓу ископаните предмети имало и предмети од благородни метали, кои ние, за жал, не ги поседуваме. Нашата мала збирка од Удово се поврзува со развојот на племето. Железната игла за облека, која служела за поврзување на делови од облеката, му припаѓа на овој комплекс. Der Teil einer Pinzette, dieser kleine eiserne Gegenstand. И оваа железна пинцета, која денес изгледа неверојатно, се употребувала за нега на ноктите. Значајна е бидејќи врз основа на неја може да се каже нешто за навиките на луѓето кои живееле тогаш. Beispielsweise Nagelpflege, Bartpflege, also über die Gewohnheiten, die die Menschen bei ihrer Hygiene hatten.